Тауресиум. Тауресиум, древен, антички и средновековен град, чии што остатоци и рушевини од зидините се наоѓаат во наоѓалиштето, градиште на целото Таур, пред влезот во Таурската клисура, а на 20 километри од далеченост југоисточно од градот Скопје. Овој древен град е предпоставеното родно место на познатиот византиски цар Јустинијан I, што научно се повеќе се потврдува во поново време. На ова археолошко наоѓалиште се регистрирани слоеви на 3 населби од различни историски периоди, од бакарно време до цноантички и средновековен период. Доцно античката тврдина припаѓа на категоријата кастели со триаголна основа на зидините, кули на аглите и еден челен бастион. Заедно со подзидните и укрепените терасите опфаќа површина од 2,2 хектари. Во наоѓалиштето се откриени остатоци од водовод, доцно античка некропола, дел од мермерна биста и монети имитувани од владетелите помеѓу 4 и 6 век. Во близина на местната црква се наоѓаат столбови од ранохристијанска базилика. Местоположбата на наоѓалиштето градиште е селото Таур и се наоѓа на 20 километри југоисточно од Скопје. За прв пат е откриен пред повеќе од 100 години од англискиот патописец Артур Еванс, кој на местото на античкиот град Скупи го препознал се уште изгубениот град Јустинијана I, а во селото Таур родното место на царот Јустинијан I Тауресиум. Во историската хронологија, ова наоѓалиште се поврзува со големиот цар Јустинијан I, најмногу според податоците изнесени од неговиот биограф Прокопиј. Според историографот Прокопиј, тој се родил во местото наречено Тауресиум, во близина на кастелот наречен Бадеријана. Населбата била разрушена во големиот земјотрес од 518 година, чиј епицентар бил на местото од денешно Скопје, во кој меѓу другите настрадало и античкото Скупи. Јустинијан I, за да му се одолжи на своето родно место, го обновува и го доградува. Во негова непосредна близина ја гради преубавата и волшебна Јустинијана I, како град седиште на неговата архиепископија Јустинијана I. Како што забележал Прокопиј, 6 километри источно од Таур лежи крајпатен каструм крај селото Бадар со остатоци од 4 до 6 век. Може би вистинското име му било Бадеријана, која Прокопиј ја посочил како најблизок патоказ. Важно е да се забележи дека имињата на селата Таур и Бадер се од предсловенско потекло, што укажува на тоа дека можно е да биле изведени токму од Тауресиум и Бадеријана. Во текот на втората половина на 6 век се случиле големи разурнувања. Археолошките истражувања потврдиле дека подоцнежните интервенции на овој простор се случиле кон крајот на 6 век и почетокот на 7, со што просторот бил пренаменет за други потреби. Така, во неговиот југоисточен дел била изградена фурна со печка за печење леп. Атриумски отвори на западниот и јужниот зид биле затворени со зид од камен врзан со кал, а на северната страна бил изграден масивен зид со скалила за пристап на одбрамбениот зид. Одбрамбениот зид е откриен во должина од 70 метри од источната и 5 метри од северната страна, со широчина од 1,60 метри. Граден е од крупен делкан камен и масивна лизага, а средишниот дел е полетница од поситен камен врзан со варов малтер. На североисточниот агол е откриена одбрамбена кула со правоаголна форма, од каде зидот протолжува кон југ, се искачува на северната тераса и акрополот и завршува на највисоката и најдоминантна точка, соединувајќи се со западниот одбрамбен зид во силна кула бастион. На околу 22 метри јужно од аголната кула во самиот бедем е откриен влез во населбата, широк 1,70 метри, на кој веројатно имало дрвена врата. Во влезот е откриена надгробна мермерна стела.